Се наоѓаме во предворието на црквата Света Софија во Охрид, каде што од пред 9 часот рано утрината предворието се наполни со верници кои што дојдоа да бидат дел од литургијата која што во 9 часот го продолжи одбележувањето на 1000 години големиот јубилеј кој што го слави Македонската православна црква, односно Охридската архиепископија. Овде синоќа се одржа и свечената академија на која што присуствува и председателот Ѓорѓе Иванов и премиерот Зоран Заев, како и поглаварот на Македонската православна црква Охридска архиепископија. Господин Стефан истакна дека од Алкана балкански раздор, всушност Охридската архиепископија, Македонската православна црква може да прерасне во Алкана поврзување. Духот на оваа славна наша архиепископија беше тоа што му даваше утеха на нашиот народ и го крепеше да обстои. Под незина закрила ги зачувавме и душата и верата, и од неа црпевме морални и духовни сили. Таа ни беше единствената подкрепа и надеж во робствата, единствен излез од безпаќата и патокас кон вечноста. Историјата на Охридската црква е историја на вековна духовна независност, на духовна сувереност на Македонија. Автономниот дух на Македонија не е нов, туку е рожба на незиниот историски живот. Ретко кој народ може да се пофали со еден таков духовен континуитет, односно со нешто што траело толку долго. Знаете, траеле империи, траеле и држави, но еве ние можеме токму со ова траење на Охридската архиепископија и со овој јубилеј, со ова едномилениумско чествување, да се фалиме пред сите, затоа што во рамките на овие 1000 години нашиот народ создавал, се молел на Бога, создавал молитва, копнеш, создавал, градел храмови, цркви, манастири, икони, фрески кои што и до ден денес ги носиме низ целиот свет и со кој што се представуваме, односно го представуваме духот на нашиот народ. Историјата на Охридската архиепископија е историја на 10 вековна духовна и црковна самостојност, независност и автокефалност, заснована на Свети Климентовите црковни традиции, на тие духовни извори, на благодатната сила од кои македонскиот народ со векови се напојувал и укрепувал. Без разлика каков бил односот на другите православни цркви и останатите, и православните и останатите цркви, каков и да бил односот кон Македонската црква, секогаш се однесувала таа достојно и со почит. Какви се односите кон неа во моментов? Какви се односите на МПЦ со соседните? Морам да прашам за српската и за бугарската православна црква, секако и со Цариградската патријаршија, меѓутоа би прашала исто така и за Ватикан. Значи ние сите ги сметаме, ги сакаме и ги почитуваме како браќа во Христа. Сите православни помесни цркви ги вреднуваме, и им оддаваме почит, бидејќи сме ние едно во Христа. И нашиот пристап ќе биде според Христовата порака, а тоа е да го сакаме ближниот свој како што се сакаме себе си. Какво фидбек, односно како од другата страна ќе имаме, ние можеме тоа да ни даде само порив, што повеќе да се трудиме да го докажуваме нашето достоинство и нашата љубов, да го докажуваме нашето право, да имаме црква и да бидеме во се православното семејство, значи заедно со сите други. Тоа е секогаш начинот на кој што се однесувала Македонската православна црква и верувам ќе се однесува. Какво треба да е значењето и поврзаноста на државата со црквата и колку треба да се поврзани сето ова што се одбележува и целиот овој јубилеј, означувањето, одбележувањето е помогнато од државата. Колку треба државата да помага и до каде треба да е границата? Знаете, кај нас премногу би рекол не суштествено и не вистински, не на вистинскиот начин се сваќа таа поделба меѓу државата и црквата. Да, треба да постои. Црквата уредувањето на секуларизмот го почитува и ќе го почитува и границата се знае каде е. Нема мешање на црквата во внатрешните работи на државата, во политичките нешта, како што нема мешање ниту на државата во внатрешните работи на црквата. Но се друго што е заедничко, како во случајов овој јубилеј,
не може да ги одмине едните или другите. Тоа е исто како што јас или кој било или вие да станете државник или некоја политичка фигура во државата, зар ќе заборавите дека Охридската архиепископија ви припаѓа вам, или оние јубилеи или она богатство духовно кое што сме го наследиле, фреските, кога ќе ви дојдат делегации, ние ги носиме во храмовите, им ги покажуваме фреските на Перивлепта, градбата на Света Софија, убавината на Бигорскиот манастир и така натаму. Зар тука не ја гледаме поделбата меѓу државата и црквата? Затоа треба да си се даде едно вистинско толкување на тоа што значи, но во случајов ние не можеме кога еден од суштествените постулати на постоењето на нашата држава е Охридската архиепископија и воопшто Македонската православна црква, ние сето тоа да го исклучуваме нели од нашиот секојдневен живот. Интересен е моментот дека имавме прилика да разговараме и со верниците кои што интересно е тоа дека би го издвоиле во сите изминати 1000 години, но и во моментов фактот дека негирањето всушност ја прави и го прави и народот и ја прави и црквата и вербата кај народот кон она во што се верува многу посилен и ги прави поистрајни. Еве што во продолжение ќе погледнете порачаа дел од луѓето кои што морам да забележам не се само од Охрид, туку се собрани од цела Македонија токму по повод денешниот јубилеј. Зошто е за вас овој јубилеј значен? Ова е чест за нас, 1000 годишнина од Охридската архиепископија. Тоа треба да бидеш многу среќен за некој да доживее таа. Во ред е да бидеме сите христијани и да го славиме овој ден од срце. Најзначајното е тоа што го кажа во почетокот, што луѓето овде го препознале Христос како нив и Христовата вера, христијанството, ортодоксното христијанство како дел од нивното суштествување. Вториот момент е тоа што Охридската архиепископија ни создава нам и ни дава сила да веруваме дека овој народ секогаш бил многу мудар да препознае што е вистинското, а што е она што значи пат паралелен во некои насоки. Македонскиот јазик секогаш бил присутен, суштествувал, така што сметам дека во таа насока нели литургијата на македонски еден само сегмент кој што допрел многу покасно во нас да едноставно сите луѓе освен што ја чувствувале енергијата Божја, туку да можат и да разберат што е она кажено од Господ. Така што сметам дека суштинскиот дел од овој настан е токму тоа препознавањето на овие луѓе во христијанската ортодоксна вера. А сето тоа што се случувало нели паралелно со тој момент е многу природно и многу битно. Па најзначајно е да обстанеме и понатаму како христијани, да не дозволиме да таа вера се, мислам, поремети нешто. Каква е иднината понатаму кога и во моментот? Ние се многу позитивни, никој не мора да не признае, ние сами се признаваме. Тоа ќе биде многу голема грешка некој ако ни чепне во идентитетот. Што мислите, каде е иднината на Охридската архиепископија на Македонската православна црква во момент кога се уште има непризнавање и негирање? И има доста пат да се изоде. Има многу пречки, не од наша страна, него од тие што не окружават. Тешко малко, ние сме немоќни према нив. Мораме да ги молиме, мораме да чекаме моменти. Тоа е тоа. Кај има сила, дека нема правда. Секој е така, али Бог е голем, гледа еден ден ќе се створа нашето. Она што да служи. Па лично моje мислење дека ќе продолжи да обстојува иако има јаки притисоци. Единството и трпението ќе си го направат своето меѓу народот, сплотеност, а за друго Господ е голем и ќе направи како треба. Да ви кажам, јас сум стара скопјанка и дојдена сум тука, пеам во хор во црквата Света Петка и верувајте дека со голема желба сум да обстоиме и да понатаму бидеме христијани. А ово што не признаваат, тоа не е во ред. Она што премиерот Зоран Заев го истакна синоќа на Свечената академија како особено значајно е тоа дека се обстоило 10 века и дека она што всушност било најважното е тоа дека поврзаноста и континуитетот се главните предзнаци за изминатите 1000 години. Низ одбележувањето надежта дека ќе станеме дел од единството на православната заедница е она што исто така го порача премиерот Зоран Заев. Председателот пак Ѓурѓе Иванов спомена дека низ вековите црквата се соочувала со бројни
негирање, меѓутоа главниот адут бил тоа што се проповедало на македонски јазик, јазик кој што бил близок до народот и на тој начин се подкрепил и се зацврстил и вербата на народот кон јазикот, меѓутоа и чувството за идентитетот. Ева во продолжение дел од изјавите на Зоран Заев и Ѓорги Иванов. Тоа се 10 векови поврзаност и континуитет со колевката од која произлезе духовната сувереност на народот кој се собра околу идејата за своја држава и се избори за неа. Никој денеска не може да го порекне, да го отфрли тој посебен однос помеѓу Охридската архиепископија и народот во Република Македонија. Однос изграден на длабоки врски и почит со наследството што православните христијански верници го негуваат со Охридската архиепископија. Охридската архиепископија го поврза своето постоење со Македонската православна црква, која, иако се соочува со бројни искушенија, никогаш не посегнала по ништо што е туѓо, а на својата автокефалност се повикува, како што на неа се повикуваат сите помесни православни цркви денеска. Епархиите биле придодавани и одземани. Незината дијацеза била проширувана и стеснувана. Разни владетели ја потврдувале и ја забранувале. Обстојувала и во време на императори пагани, цареви христијани и султани муслимани. Но без разлика на сето тоа, таа била и останала плодоносна гранка на вистинската лоза на Исус Христос. Гранка која низ вековите ја пренесувала надежта за вечност со Бог. И токму поради таа надеж, луѓето независно од нивната етничка, социјална, јазична припадност, биле толку многу приврзани кон својата црква. Толку приврзани што ниту најмокниот човек на најмокната империја на 11 век, византискиот император Василije II, не се осмелил да ја укине. Туку ја потврдил, ја проширил и ја заштитил. И тоа е чинот што ние денес го празнуваме. Би го споменала и моментот дека во Охрид имавме прилика да разговараме и со охридскиот градоначалник, со кој што позборував за тоа колку како обврска го чувствува тој товар од 1000 години Охридска архиепископија и културното наследство низ годините што се создало, колку е негова обврска да од една страна задоволство, од друга страна и обврска нели да го продолжи континуитетот и секако да го зачува за идните генерации. Најпрво би го споменала она делче од ваша изјава за медиумите, каде што изјавивте дека Охридската архиепископија како темел на Македонската православна црква е светилник и белег на нашиот идентитет. Колку за вас е овој јубилеј и колку е за вас секако идентитетот значаен? Помислам дека тоа со зборови не може да се опише колку е овој јубилеј значаен, посебно што ето ние како генерација го доживеавме да го прославуваме јубилеот 1000 години од основање и постоење на Охридската архиепископија и тие 1000 години нека се претворат уште во илјадници години и други генерации да го чествуваат овој значаен празник. Општина Охрид сите овие денови го потпомага, се придружува кон прославувањето на овој значаен јубилеј и учествува во сите церемонии кои што се во организација на Охридската архиепископија. Какво е вашето и лично чувство да сте прв човек на градот? Во моменти споменавте кога се одбележува големиот јубилеј, меѓутоа во градот кој што изобилува со толку цркви, кој што е толку атрактивен и интересен за странските туристи, за домашните туристи, кој што е навистина лулка на традицијата и на цивилизацијата, од друга страна и на писменоста и на верата. Па напоменав дека е задоволство, чест, но секако дека и обврска да се продолжи оваа традиција, да се зачуваат сите тие вредности со кои што Охрид е обележан и како град кој што е заштитен и од УНЕСКО, така да нас како локална самоуправа ни останува да ги штитиме овие духовни вредности, сите културни наследства кои што сме ги наследиле и кои што треба да ги оставиме на наредните генерации. Тука ги додаваме секако и природните богатства со кои што Охрид изобилува и неизмерна е среќата. Она што е особено значено секако е заштитата на тоа културно наследство кое што е создадено и останато во овие 1000 години изминати Охридска архиепископија. Кои се тие најкритични точки на кои што треба да се обрне внимание кога зборуваме за цркви, за фрески, за икони? Каде е вашиот фокус? Добро, ние како општина Охрид претежно сме задолжени во делот на урбанистичкото планирање и заштита на старото градско јадро. Меѓутоа, и самите знаете дека заштитата на
Културното наследство е во рамките на Министерството за култура, заштитата на природното богатство е во рамките на Министерството за животна средина и ние интензивно соработуваме со овие две значајни институции, а секако и со владата на Република Македонија, затоа што и во изминатото тоа се случувало и можам слободно да кажам едно квалитативно толкување дека ако и ние како народ не сме достојни да го чуваме тоа природно и културно богатство, сепак ова место знае и само да се чува. Сигурно сте во контакт постојано со странските туристи кои што доаѓаат овде. Што е тоа што со задоволство сакате да им го пренесете и какви впечатоци сакате да понесат од овој град, меѓутоа особено акцентот да го ставиме во прашањето нели на 1000 години јубилеот кој што го одбележува Охридската архиепископија. Посакам да им порачам дека не случајно Господ ги донесол на ова место, да го видат ова свето место, затоа што ова е едно од ретките вакви места кои што го има во светот, на исти простор да биде заштитено и културното и природното богатство. Меѓутоа, она што и ние како повратна информации ги добиваме од страна на туристите е тоа дека треба многу повеќе да работиме на зачувување на природната средина, а особено во зачувување и во средување со ситуацијата со отпадот. Охрид секако се нарекува и македонски, балкански Ерусалим. Колку е од една страна тоа за вас задоволство, а од друга страна колку е и обврска? Па секако, самиот епитет кој што го понесува нашиот град, како што реков, за нас е чест, но за нас е и голема обврска. Не сме ние како и останатите градови и во доменот на урбанистичко планирање и во доменот во планирањето на заштитата на животната средина се поригорозни критериумите и мора позасилено и подсврсто да изградиме ставови во кои што она што сме го наследиле ќе му го ставиме на идните генерации. Со директорот на Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи во Македонија пак разговаравме за она интервју кој што тој го дал за колеги од бугарските медиуми, колеги новинари кои што секако акцентот го ставиле на тоа каква е релацијата меѓу Македонската православна црква и Бугарската православна црква во моментов. Ке погледнете во продолжение тој што им порачал. Би ве прашала на самиот почеток какво е вашето лично чувство кога се наоѓаме токму на ова место во Охрид, на овој ден кога се одбележуваат ни помалку ни повеќе туку 1000 години од Охридската архиепископија? Прекрасно, со еден збор, а со повеќе зборови, навистина ретко чувство. Јас утрово дојдов во Охрид. Охрид се погриживме изминативе денови да биде целосно украсен со мотиви, со државното знаме, со знамето на Македонската православна црква, со знамето на православието. Ќе го видите Охрид препон со луѓе кои дошле за овој празник, дури туристи кои што не знаеле денес каков голем настане за нас и за нашиот народ, се тука околу храмовите и чувствуваат дека нешто посебно се случува денес. Прекрасно чувство, ретко. Верувајте, како генерација сме почестени и треба да сме горди и задоволни што токму во оваа година имаме можност да присуствуваме на торжество, на чествување на еден цел милениум. Тоа ретко се случува и секоја генерација која што ќе има можност да присуствува физички на вакво нешто, ова и го надминува и физичкото, затоа што се работи за духовен ден, е навистина посебно чувство, голема работа. Кажете ми, бидејќи сте првиот човек на комисијата која ги обединува сите религиски групи и верски заедници во Македонија, каков е вашиот личен впечаток, какви се односите во земјата меѓу религиските групи и каков е нивниот однос кон Охридската архиепископија во годината токму кога се одбележува овој навистина голем јубилеј? Меѓуверските односи, меѓуконфесионалните односи се стабилни, навистина. Имаме коректни односи меѓу лидерите на верските заедници, а уште поважно имаме една нова ера на подобрување континуирано на меѓуверските односи меѓу граѓаните, што е многу поважно, знаете. Некогаш подобрувањата одат од горе надолу, некогаш извираат внатре од народот и се одразуваат и кај лидерите. Јас мислам дека ни се случува нас и едното и другото, што е особено позитивно. Во однос на нивниот став и перцепција околу Охридската архиепископија, со дел од нив и сум разговарал на таа тема, денес се сите поканети на Свечената академија, лидерите на другите верски заедници. Знаете, кога сте духовник, веројатно, барем мојата перцепција за нив е таква, морате духовните работи да ги доживувате баш на таков начин. А во суштина, значењето на Охридската архиепископија е духовно и без разлика што сте иноверен, ви мора со почит, со пиетет да зборувате, да се однесувате, да размислувате за една духовна организација која што особено важна пред се за нашиот народ, но и за државноста, за државата, за целокупната наша историја. Тоа е наша гордост.
1000 години се навистина долг период низ кој што впечатливи се фактите дека се поминати многу премрежија, од негирање до непризнавање до навистина сето она што се случувало е во некој негативен контекст, меѓутоа од друга страна црквата успеала да го обедини и да го зачува овој народ. Дали е токму во тоа значењето? Денес во одговор на прашање новинарско на Бугарската национална телевизија утрово, реторички запрашав кој има проблем, дали тој што се судува да признава или да не признава, или оној што е непризнаен или што се соочува со непризнавање. И моето мислење лично, интимно е дека секогаш има проблем оној кој се судува дали ќе признава или не. Особено оној кој што ќе реши да не признава. Сметам дека без разлика на се, ние сме сведоци, живи сведоци, сите ние, дека нашата црква е жива. Пред се жива затоа што ги има сите потребни аспекти за да биде автокефална црква и таа де факто функционира како таква. Имаме броен верен народ, имаме прекрасни храмови, имаме историја, имаме традиција, имаме историски континуитет, имаме апостолско преемство. Нашите владици работат секојдневно со луѓето, со народот, имаме свештеници кои што се посветени. Се разбира дека да се потврди правилото имаме исклучоци, но сето тоа не прави да бидеме една жива структура, жива црква, која што работи со луѓето и тоа било така и во минатото, така ќе биде и во иднината. Се надеваме дека не чека уште подобро, уште попозитивна иднина. Има ли еднина во време кога, за тоа разговарав и со отец Бобан Митевски и го прашав каде е предизвикот на црквата во време кога се нарушени моралните и семејните вредности, целиот јавен впечаток е дека оди тоа по надолна линија. Колку е важна тука црквата, колкава е улогата и каква треба да биде улогата на религијата? Знаете, најпрво би си дозволил краток коментар. Често ми се случува во работењето да очекуваат од мене некои теолошки одговори за кои не сум спремен да ги дадам. Јас сум правник и ја водам комисијата која е државен орган. Сепак ова е прашање кој што теолозите најдобро, најсоодветно би го одговориле, но од моја гледна точка, пред се како млад човек, но и како директор на комисија која што секојдневно работи со верските представници, ајде така да кажам, факт е дека имаме нагризување на моралните и етичките вредности во општеството и тоа не само во Македонија. Македонија е релативно зачувана во тој план во однос на сите европски и светски тенденции кои што ги носи современото општество. Црквата треба да нуди на младиот човек пред се една поинаква морална компонента која што би ја вградил во себе. Треба да нуди една посебна структура, еден комплекс на вредности, кои што во општеството веќе со носталгија можат постарите да се сеќаваат за нив. Јас мислам дека најдобро намерно кога би анализирал дека црквата мора да се адаптира на новите современи текови, на навиките на луѓето, на сите искушенија кои што современото општество ги подразбира во нашето секојдневно живење, затоа што се соочуваме со работи за кои што порано човекот не можел ниту да претпостави дека ќе бидат секојдневна реалност. Споменавте дека сте прв човек на комисија која што е државен орган, меѓутоа за волја на вистината е поврзана со верата. Како треба да се разграничени и до каде треба да е таа граница меѓу државата и црквата? Државата го подкрепува и го поддржува сето она што се случува по повод овој голем јубилеј. Меѓутоа, кој е вашиот личен впечаток? Каде треба да е таа граница? До кога треба и до кога не треба да биде тоа, условно кажано под наводници, мешање и помагање? Да, тоа е неминовно поврзано со уставниот концепт на секуларност на државата да биде одделена од црквата и обратно, нели? Да нема преклопување, да нема мешање и често пати ми се случува да разговарам на тема секуларност и секуларноста е едноставна кога вистински и правилно се сваќа. Тоа подразбира државата да не мотивира религиозност кај луѓето, а да гарантира на индивидуата, на поединецот широки верски слободи и права. Имено тоа се случува и со оваа прослава. Државата не мотивира религиозност, државата не наложува што треба да прават луѓето, туку сочувствува и е свесна за значењето, особеното голема значење на овој јубилеј, затоа што ние одбележуваме и јубилеј на Илинденското востание, ние одбележуваме јубилеј на Асном, не знам, на формирањето на партизанските бригади, одбележуваме меморијални денови поврзани со партизаните
и така натаму, и така натаму. Еден од тие големи настани, ретко големи настани, затоа што зборуваме за еден милениум, тоа е сепак сериозно голем и во светски рамки јубилеј. Рачунајте дека во Соединетите Американски држави, на пример, 5 века по востанувањето на Охридската архиепископија ги имате првите колонии формирање. Може да замислите, пред 5 века ние зборуваме за организирана црковна организација, што особено значајно. Државата е само свесна за тој моментум, за таа констелација, за таа сериозна важност. И сметам дека соодветно и достоинствено го одбележува овој значаен ден, сепак, како што кажав, не повредувајќи го начелото на секуларност. Споменавте дека сте давале интервјуи за бугарска телевизија. Морам да ве прашам, кои прашања ви ги поставија и што им одговоривте накратко, нели? Прашањето е секако во контекст на сето она што се случуваше околу сите тие вести кои што медиумите во Македонија ги пренесоа за тоа дали СПЦ ќе присуствува на јубилејот 1000 години Охридска архиепископија, дали бугарската православна црква ќе присуствува. Знаете, во Софија имаше и протести околу таа одлука дали да се дојде или да не се дојде овде во Охрид БПЦ да се придружи на чествувањето. Во тој контекст, што разговаравте со бугарските новинари? Па видете, искрено најпрво им кажав дека јас денес не сакам да размислувам за ништо друго, освен да сум фокусиран на тоа што ни се случува дома. Затоа што за мене ова е голема радост, што се случува во Охрид и во Република Македонија. Тоа што е прашање на црковна дипломатија, како Македонската православна црква смета дека може да се осигура подобар статус во православната екумена е нивно прашање. Како другите помесни православни цркви гледаат врз тоа какви одлуки ќе донесат, исто така нивно прашање, и ние како народ не треба тоа да не возбудува, ниту загрижува. Тоа е се дозволено. Имаше доста прашања, веројатно за нашата јавност интересно прашањето како се чувствувате, затоа што мајката црква не е присутна денес во Охрид, на што одговорив дека нема мајка црква во православниот свет, тоа е само лошо толкување, погрешно толкување, кој ни се провлече, факт е, низ изминатиот период. Имаме само сестрински православни цркви, кои се равноправни и си помагаат една на друга, а мајка црква е црква само која вистински искрено пожртвувано на дело се бори за другата сестринска црква да ја помогне во незиниот подобрување на незиниот статус. Инаку како таква, како концепт што во јавноста дури се вулгаризираше, не постои во православната екумена, во православниот свет, така да без разлика на тоа посочив дека дури да се соберат многу луѓе, мене да ме убедуваат дека надвор денес сега во овој момент е ноќ. Дури да прифатам дека надвор сега во овој момент е ноќ, надвор е ден, сонцето силно грее, ние сме баш осветлени сега тука. Така и со Македонската црква. Прашање дали некој ги затвара очите пред вистината или не. Вистината е таква, дека Македонската црква постои како автокефална црква. Таа ги има сите аспекти, како што пред малку кажав, на таква црква, и таа таква е, во суштина е таква. И така треба конечно дојде време на созревање кај другите цркви да го увидат тоа што им е пред очите. Конечно, на крај ќе ве прашам повторно за ваш личен впечаток, меѓутоа повторно и како човек на државното тело кое што сепак е засегнато и околу црквата. Во момент кога се одбележуваат 1000 години Охридска архиепископија, во момент кога е таква ситуацијата каква што е со српската и со бугарската православна црква и односите со Цариградската патријаршија, меѓутоа и со Ватикан, каде ја гледате и каква е иднината на МПЦ? Па јас иднината на МПЦ ја гледам мислам дека ќе биде добра иднината на МПЦ, мислам дека ја чека успешни времиња, мислам дека има сила во Македонската православна црква. Тоа го кажувам како поединец, како верник, како млад човек, како директор свесен за сите односи внатре и надвор, како што ги кажавте. Македонската црква, верувајте, почитува насегде. Иако официјалната црковна политика е измешана со државните политики, кои често знаат да прават поделба меѓу луѓето, наместо да ги сплотуваат. Државните политики, измешани со црковната политика, можат да нанесат поголемо зло од било што на светот. Затоа што кога се стават во функција на поделби, на признавање, на непризнавање, на утврдување на статуси, на манипулации, тоа се одразува кај луѓето. Сметам дека е суштинска важност, како што кажав, исто така пред малку Македонската црква да се отвори кон луѓето, пред се кон младите,
И тоа веројатно го зборувам и како млад човек, како најмладиот носител на државна функција во моментов во државата. Верувам дека МПЦ има потенцијал, има капацитет за такво нешто. Ние многу малку знаеме за клирот на МПЦ. Ние многу малку знаеме што тие превземаат. МПЦ треба само да се адаптира на современите текови, на сите нас, на мене, на вас. И мислам дека неминовно ќе дојдат едни многу попозитивни времиња. МПЦ може да изигра огромна улога во нашата држава. Тоа важи за сите други верски заедници, впрочем. Тие имаат сериозен кохезивен потенцијал. Тие можат да го обединуваат општеството по многу значајни прашања, може да се отпоможи на поединци и на групи. И баш таква еднина посакувам и замислувам за сите верски заедници во државата. Јас ќе потсетам уште еднаш дека свечените денови, односно сите настани со кои што се одбележува овој 1000 годишен јубилеј, не завршуваат само со она што се случуваше вчера и денеска во Охрид, туку продолжуваат до крајот на календарската година со бројни културни и верски настани од аспект на тоа дека ќе биде промовирана и монографија посветена на големиот јубилеј, ќе бидат промовирани и поштенски марки и нови монети, секако за да се заокружи сето ова чествување.